Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Овој пат ќе зборуваме за верата. Во светот постојат повеќе религии. Сите тие веруваат во своји богови или своји божества. Од сите најисправна е христијанската. Еве зошто. Затоа што христијанството не е измислена религија или создадена од човек, туку е откриена од Бога. Објавена е од Христа, потврдена е од апостолите, а светите отци ја запишале со своите животи и ја посведочиле. Друга таква религија не постои. Денес постои така наречено либерално или секуларно христијанство, кое всушност е духовност без Бога, христијанство без Христа и вера без црква. Тоа новосоздадено движење е со тенденција за замаглување на вистината за Христа. Но да почнеме прво, што е вера? Верата во Бога го опфаќа целото човечко битие. За верата може да се зборува многу, било од областа на социологијата, психологијата, филозофијата. Овој пат ќе се задржиме на тоа како учи црквата за верата. Но најпрво да одговориме на прашањето што е вера. Верата пред се е израз на внатрешноста на човекот и ги опфаќа чувствата, разумот, умот, волјата и целото човечко битие. Свети апостол Павле дава многу јасна дефиниција кога вели: верата е жива представа на она кое се надеваме и докажување на она што не се гледа. Евреите 11:1. Или уште, верата е остварување на очекуваното и увереност во невидливото. Тука апостолот најпрво вели дека верата е жива представа на невидливото. Бог, иако е невидлив, сепак он е жив, бидејќи делува на одразни видливи начини. Бог, иако е невидлив, сепак он е жив, бидејќи делува на разни видливи начини. Во оваа дефиниција дадени се сите особини и придобивки на верата. Се верува во она што е невидливо, што е недофатно, што е непознато и трансцендентно, во она што не може да се допре преку нашите сетива, ниту пак да се провери преку било каков научен експеримент. Верата, како и љубовта, се енергии на душата. Не се гледа, но се чувствува. Не се наметнува, ниту се дава насила, туку мора да се избере преку слободната волја. Бог ни дал слободна волја и затоа ние сами одлучуваме дали и колку ќе веруваме. Верата е невидлива и е надвор од нашите сетива, па поради таквата карактеристика побудува сомневање кај луѓето, затоа што човекот сака со разум да ги разбере нештата. Во првите векови такви биле гностиците, кој го ставале над верата. Свети апостол Павле запишал: оти јудејците сакаат знаци, а елините бараат мудрост. Ние пак го проповедаме Христа распнатиот. 1 Коринтјаните 1:22. И денешниот човек сака да верува во она што е опипливо, сватливо, експериментално и она што може научно да се докаже. Бидејќи тоа верата не ни го овозможува и е невозможно со разум да се објаснат и сватат Божите вистини, па затоа се јавува сомневање. Дали е вистина тоа што го пишува Библијата? Познатиот научник Ајнштајн рекол: сите нешта во светот може научно да ги докажувате, но моралот
односно верата, не можете. Верата е посебна енергија садена и врежана во душата на човекот уште при создавањето. Верата е исклучително личен однос, врска или акција помеѓу човекот и Бога. Верувајќи во Него, целосно се одаваме на Христа и се препуштаме на Него. Самите себе, еден друг и целиот наш живот на Христа Бога да го предадеме, се вели една молитвена ектенија во литургијата, која повикува на целосна доверба на Бога и посветување на секој момент, на секој проблем и радост на Бога. Ова значи живење во љубов, единство со сите луѓе и принесувајќи го животот како Божи дар. Што значи целосно предавање? Тука не се мисли само на духовен аспект, туку ги опфаќа сите проблеми, болести, грижи, деца, имот, ставајќи ги под Божја грижа. Не се предаваме само индивидуално, туку еден со друг, а тоа значи заедно, како заедница, како црква. Уште овие зборови не подсетуваат на нашата одговорност кон ближните и на потребата од благодарност во животот кон Бога. Тука се нагласува љубовта и единството меѓу верните. Ова реченица од литургијата е кулминација на молитвата пред примање на светата причест, каде верните се соединуваат со самиот Христос. Човекот не е создаден да биде сам. Ние сме зависни едни од други, а најповеќе од Божјата љубов. Бидејќи Бог е љубов, го создаде човекот и од љубов го жртвуваше својот син, Господ Исус Христос, а заради нас и нашето вечно спасение. Ако некој се нарече дека е православен и црковен човек, а не е дел од црквата, тој самиот противречи на Божјата љубов и на Божјата волја. Не е доволно само да сме уверени во Божјото постоење, туку треба и да му веруваме и да му се предадеме. Да се предадеме уште значи да се довериме, да оставиме се под Негово раководство, во Неговите раце и во Неговите прегратки. Не на некој човек, туку на Бога, на Богочовекот Христос да му се предадеме. Дали има поголемо достоинство за човекот? Сигурно не. Ниту една друга религија не нуди соединување со Бога. Апостол Павле вели: стоите цврсто до Бога, да не се грижите за ништо, туку преку молитва, молба и благодарност да ги искажувате своите просби пред Бога. Се можам преку Христа кој ми дава сила, вели апостолот. Филипјаните 4:6-7. Уште тој вели: таквиот однос со Бога носи мир Божи, кој го надвишува секој ум. Единствено Бог се грижи за се. Се си ни дал, Господи, се си направил заради нас и никогаш не оставаш без да ни помогнеш, се вели во една молитва на светата литургија на Свети Василиј Велики. Висејќи на крстот, Исус Христос извика: Отче, во Твоите раце го предавам својот дух. Лука 23:44. Тоа можеме и ние да го сториме кон Христа. Он е нашиот најголем пријател и заштитник. Понатаму, апостолот Павле советува: радувајте се секогаш во Господа. Пак ви велам, радувајте се. Филипјаните 4:4-5. Силно и цврсто да веруваме дека Христос е нашиот спасител и искупител. Какви се придобивките од верата? Иако апостолот вели дека верата е жива представа, тоа значи ние ги гледаме плодовите од незиното дејствување. Тоа е незината видлива страна. Не само како теорија, туку и на видлив чувствителен начин
преку своји облици и начини на действување. Бог јасно влијае и действува на видлив начин. Еден од облиците е осмислување на нашиот живот. Што значи тоа? Осмислување на животот всушност е промена на нашиот светоглед, промена на однесувањето, промена на размислувањата. Верата му овозможува на христијанинот да го осмисли и да го усмери својот живот согласно учењето на црквата, а изразено во законот Божи. Тоа е богоугодување и подготовка за наследство на вечниот живот. Апостолот Павле не повикува да размислуваме за честни нешта. Тој вели, мирот Божи што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исуса Христа. А понатаму вели, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете. Филипјаните 4:8-9. Така апостолот не поттикнува на позитивен ум, на молитва и доверба во Бога. Господ Христос не дојде да ни го направи овој живот подобар и поубав, туку вечниот. Свесни сме дека овој живот е преоден. Сите сме на поминување низ овој турбулентен живот и никој не останал тука вечно. Што ме така, тогаш каква е смислата на нашето постоење? Дали вреди да вложуваме толкав труд во нешто на што крајот му е неплоден? Сигурно не. Некој ќе рече, па смислата на животот е во богатството, удобниот живот и слично. Да, вред, но сето тоа, колку да ни е угодно, сепак е привремено и има свој крај. Ништо од тоа не можеме да понесеме со себе во вечноста. Во една молитва се вели, и целиот свет да го спечалиме, пак ќе треба во гроб да се населиме. Библијата учи дека овој живот има вечна вредност и е подготовка за идниот, вечниот. Тоа е животот после смртта. Евангелистот Матеј во 25:31-41 ни кажува дека Христос како судија на сите ќе им даде според заслугите. Праведните ќе бидат вечно наградени, а грешните вечно казнати. А светиот апостол Павле им пишува на Солуњаните: праведно е пред Бога да им ги врати маките ваши на оние што ве мачеа, и вам, на мачените, да ви даде утеха. Кога тоа ќе биде? Тогаш кога Господ ќе се јави од небото со ангелите на својата сила. Тие со вечна погибел ќе бидат казнети од Господа и од славата на неговата моќ. Само оние кои поверуваа ќе му се воскитуваат. 2 Солуњаните 1:6-10. Тогаш да се запрашаме, зошто толку зла, ако знаеме дека за сето тоа ќе сносиме одговорност пред Бога? Христијанството му овозможува на човекот да свати дека Бог е вечен и дека праведните ќе бидат во негова близина во вечниот живот. Љубов кон Бога и љубов кон луѓето е основниот концепт на Божиот закон. Види 10 Божји заповеди. Свети Ефими велики вели: имајте љубов. Тоа што е солта во храната, тоа е љубовта во добродетелите. Оти таму каде што има љубов, нема кавга, нема зло, нема криминал, нема убиства, нема војни. Види 1 Коринќаните 13. Преку верата и љубовта да си проштеваме. Проштевањето е лек даден од Бога и е поважно од храната. Ете така, почитувани, верата го осмислува нашиот живот и му дава можност да се бориме против сите разочарувања кои за жал често доведуваат до разни психички падови. Друга видлива страна е поттикнување или мотивирање на правење добри дела.
Мотивот е моторот на верата. Бог го создал човекот со одредена цел и секому му дал одреден талент и дарба. Верата не учи и не поттикнува секој талент во нас да го умножуваме и да го усовршуваме, односно бара од нас постојана работа и грижа за довереното и посветеност на работата што ја извршуваме. Верата го учи човекот да биде постојано активен, да напредува, да се труди, да работи и да даде се од себе. Бог не сака луѓето да седат и да чекат некој наготово да им донесе. Затоа свети апостол Павле јавно ја осудува мрзеливоста, па вели: кој не сака да работи, нека не јаде. 2 Солуњаните 3:10. Мотивирајќи го човекот, верата придонесува тој да ја преобрази душата кон добро и возвишено. Работата е клучот за напредок во животот, но и во духовноста. Верата бара секој од нас во било која област да го даде својот максимум и да напредува и да не чекаме други да работат за нас. Таа треба да биде главниот поттикнувач за успех и во семејството. Работата не треба да ни представува терет, туку задоволство. Доколку не постапуваме така, ќе следи вечна казна. Верата не само што не мотивира, туку ни дава сила да успееме. Како? Најпрво со тоа што Господ ни дарува здравје да можеме да работиме и здрав ум и разум да ги осмислуваме обврските. Нашата обврска е да го завршиме нашиот дел од работата. Да не чекаме Господ се да заврши за нас. Божјата сила е најјака алатка за успех, но ќе ја користиме ако некогаш се почувствуваме немоćни и слаби или немаме идеја како да ги решиме проблемите. Тогаш Бог ќе се вклучи и ќе ни помогне. Царот Давид запишал: "Потпри се на Господа и чекај го." Псалам 37:7. И царот Давид повикува на мудрост и стрпливост и доверба во Бога и правење добри дела, дури и тогаш кога ни се чини дека неправдата напредува. Тој ни порачува во неправдите мирно, без лутина и без гнев да издржиме. Без нервоза, туку стрпливо да веруваме дека Бог на чудесен начин ќе донесе правда, тогаш кога Он мисли дека е потребно. Ако нашиот повик кон Него е искрен, да не се колебаме, туку да бараме да бидеме уверени дека Он нема никогаш да не остави. Искрената вера ни дава снага и сила кога ни е најтешко. Молете се и ќе ви се даде. Барајте, ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли, добива, кој бара, наоѓа, а на оној кој чука, му се отвора. Матеј 7:7-12. Верата не прави да бидеме безгрижни, позитивни и радосни. Бог со Неговите енергија секогаш околу нас. Неговото присуство треба да не релаксира и да не охрабрува. Како вистински родител, Он постојано бдее над нас. Се оно што треба ние да го завршиме, треба да го сториме. А оно што не сме во состојба да го направиме, да го оставиме на Бога. Тоа е христијанскиот пат во животот. Нема потреба од паника или разочарување во смисла што ќе правам сега, како ќе биде и слично. Свети Ефрем Сирин во великопостната молитва вели: "Дај ми Боже дух на целомудреност, трпение и љубов." Ова треба и ние да го бараме. Затоа парадоксално е ако некого верата го оптеретува, наместо да го растеретува. Верата во Бога ни дава позитивна енергија и чувство на опуштеност. Видлив облик на верата е лекување на душата. Ќе прашате како? Лекувањето е особина само на вистинската, цврста и чиста вера. Лажната, слаба и формална вера или традиционална нема потенцијал, па ниту способност да го прави тоа.
како и од што да се лекуваме преку верата? Најпрво од гревот. Гревот е најопасната и најтешката болест за човекот. Впрочем, сите болести се последица на духовна слабост кој ги добиваме преку разни пороци и страсти. Доктор и богослов Драган Стаменковиќ вели: кога сите би живееле христијански живот, болниците би биле празни, судиите не би имале работа, еколозите би биле невработени. Оди си и не греши веќе, и рече Христос на жената која беше фатена во прељуба. Јован 8:11. И покрај тоа што верските водачи барале, согласно нивниот закон, таа да биде каменувана, Христос не ја осуди, туку и простува и ја ослободува. Откако и простува, тој ја повикува да го промени својот живот и повеќе да не го повторува гревот. А на фатениот му рече: ете, сега си здрав и повеќе не греши, за да не ти биде полошо. Јован 5:14. И во двата случаеви Христос го истакнува поврзувањето на физичкото здравје со духовното и при тоа советува поправање на животот како би се избегнале уште потешки страдања. Овие два случаи се потврда дека живата вера е предуслов за секое душевно исцеление. Ова нека биде порака и повик до сите нас за покаяние. Опростувањето на жената и на фатениот не е дозвола за продолжување на гревот, туку повик за нов, подобар живот. Телесните болести ги носиме до смртта, а болестите на душата ги носиме во вечноста и за нив нема друг лек освен верата. Затоа треба да ги решаваме додека сме живи. Како? Преку покаяние и исповедување на гревовите. Да се подсетиме на параболата од Евангелието за богатиот и сиромавиот Лазар, Лука 16:19-31. Богатиот додека беше жив не ги исповеда своите гревови, па си ги однесе во вечноста. Таму бараше да му бидат простени, но не беше можно, беше доцна. За разлика од него, разбойникот, кој што беше распнат на крстот со Господа Исуса Христа, во последен момент, пред да ја напушти душата, го исповеда Христа за Спасител и Бог и побара прошка. Христос му рече: вистина ти велам, од денес ќе бидеш со мене во рајот. Лука 23:43. Така разбойникот постана првиот жител на рајот. Затоа ќе речеме: православната вера бара без одложување да ги решиме проблемите, т.е. да се покаеме и исповедаме додека сме се уште живи и додека не е доцна. На крајот ќе кажеме: сите активности на црквата се дејство на верата. Црквата не е обична установа или институција, туку место каде се случува голем настан, важен настан, средба на човекот со Бога. Црквата е мистично, таинствено тело и заедница на љубов на човекот со Бога. Оттаму верата е од спасоносно значење за човекот. Бог никогаш нема да не остави доколку се обратиме и побараме помош од Него. Верата преку црквата одредила терапии како да ги лекуваме духовните и телесните болести. Затоа да не паѓаме во унилие, односно безумство, слободоумие или маловерност, туку да ја сочуваме душата чиста, духот да ни биде бодар, а телото здраво. Амин.